Ние кога последен пат танцувавме заедно? Значи, толку време поминало. Одамна било. А ти навистина го напушти Истанбул? Значи тука си отворила хотел? Од каде до каде, Хазиран? Да танцуваме? Ајде, дојди, да танцуваме. Дојди. Еден мирен остров и еден заљубен пар. Што може да биде поубаво од тоа? Ама ете, животот е таков. Не е секој ден сончев. Поира се ветер, а јас сум бура. А со бурата може се да се уништи. Најголемиот трик на непријателот е неговото пријателство. Здраво. Јас сум вашиот најголем непријател и вашиот најдобар пријател, Бату. Сендвич со колбас, ајде народе, сендвич со колбас. Повелете, господа, повелете, ајде. Да ви дадам додичке. Ви благодарам. Лебара, што Благодарам. додичке? Дојди, бато, ајде, дојди, бато. Има сендвич со колбас, ајде. Кога последен пат танцувавме заедно, во средно ли беше? Изгледа треба почесто да танцуваме. Поирас? Молам, не те слушнав, Иду. Срам да ти е сега. Како никогаш не ми се јави. Седев до телефонот и само чекав Хазиран да ми се јави, ама не. Колку време помина? Поминаа 2 години од кога се видовме последен пат? Пардон, бев замислена. Ни дошол и почесниот гостин. Душо, добре дојде. Латиф е тука некаде, ама Така ли? со гостите. Екипата на фирмата е комплетна. Тајфата од Истанбул, супер како на времето. Овие двајца се многу силни. Што правиш ти тука, бе? Ете, дојдов овде. Бату, дојди 5 минути, Ајде, веднаш се дојди. враќаме. Секогаш ли ќе биде вака? Јас секогаш ќе бидам невидлива. Хазиран, многу си одговарате. Залудно го откачи детето. Не се глупирај, Бириджик. Ценети островјани, од овој миг почнува бесплатното сервирање на колбаси. Повелете, господа, повелете, брзо доаѓајте, почнавме со сервирање на колбаси. Од сега се е бесплатно, на здравје, нека. Ала, бето. Извини, ама што зборувавме? Му благодариме многу на господин Бату за неговиот придонес.
Јас како садик исхрана, бидејќи тој беше спонзор за денешниот настан со колбаси, да му дадеме аплауз. Сакам убав аплауз. Повелете ве, молам, повелете, Благодариме. Благодариме. Пријатно јадење на сите, нека ви е на здравје на сите. Садик душо. Ама јас реков ова меѓу нас да остане. Како да остане меѓу нас, господине? Да не остане меѓу нас, сите нека знаат, нека слушаат и некои... Немаше потреба од вакво нешто. Ама јас ништо не направив. Бурак, да ги собереме масите и столиците, доста е за денес, одете да се одморите. Добро, благодарам. Појраз. Не се запознавме. Бато сум јас. Мило ми е. Нели ме мразиш малку поради апартманот, така? Во право си, да сум на твое место и јас би се изнервирал. Многу те измачив, се извинувам. Ама ете, секој си има некаква обсесија. Во меѓувреме, место многу убаво сте го направиле. Рацете да ви се позлатат. Што правам јас со човек кој има девојка? Душо, никогаш ще го заборавај ово што ќе ти го кажам. Во ред, немој да си заборавила. Прво правило. Никогаш да не бидеме демотивирани. Секогаш ќе бидеме самоуверени. Второ правило. Не ми текнува. Зошто дозволи да верувам во ваква фантазија? Девојко. Остави ме насамо со мојата самотија. Алпер, ајде. Додиме кај мене, ќе влеземе во базен. И онака е многу топло, ќе се освежиме. Ајде останем Не, уште ајде малку. додиме. А, Мелиса? Мелиса, ај. Да не сакаш крема за сончење. Добра ноќ на двајцата. Чекај малку. Нема така да одиш. А? Ти доаѓаш со нас. Каде? Со нас? Кеј Бириџик, во базенот на Бириџик. Во базенот на Бириџик. Што во базенот на Бириџик? Јас сум Бириџик. Верувај дека јас ништо не знам. Веќе знаеш. Веќе знаеш. Алпер, Јас и онака, знаете што? Станување рано наутро, пешачење, телевизија. Во тој стил сум вечерва. Мелиса, многу е пијана, не ме оставај сам. А? Ајде да одиме. Да одиме, ќе остана малку и ќе си одам. Повелете. Појраз? Тоа момче, значи Бату. Значи реков не ме интересира. Не мигај. Нема да разговараме. Нема за што да разговараме. Што ќе разговараме? Добро, но не ми дозволуваш да ти објаснам. Тој ми е само стар другар толку. Толку си тврдоглав што кој знае што ќе правиш кога ќе бидеш во врска. Кој ти кажа дека ќе правам такво нешто? Зошто? Нема да бидеш во врска? Да не реков такво нешто. А што рече? Хазиран, види, да не се заморуваме, веќе сме дома, уште малку, те молам. Значи, што си доживеал што си толку против врската? Бидејќи ако си во врска, треба да му веруваш на тој човек, нели? Освен тоа, треба да дадеш збор. Денешни луѓе немаат таква особина и затоа одлучив да останам сам. Подобро ми е вака, ете затоа. Но зар не би било убаво да фантазираш со некого што го сакаш, заедно да се борите со сите тешкоти пред вас? Не знам.
Ако сакам некого, може би. Во овој миг, јас сум ваков. Сега ќе ви ја пуштам мојата омилена песна. Еве ова. А многу е убава. Ајде бе, вие нема да танцувате? Не. Уф, многу сте досадни, знаете, нели? Да. Алпер, ајде Мелиса, дојди. Што е со тебе? Дојди. Многу сум уморен. Дојди и ќе танцуваме. Многу сум уморен, Дојди. многу. Ама многу сум, многу. Не, ќе многу. танцуваме. Опа, добра си. Ај, Добра ли си? добра сум, добра. Ако сакаш да седнеме. Добра сум. Ај, ме боли желудникот, изгледа ќе повраќам. Ај, Мелиса? Мелиса, ќе ме однесеш до тоалет, Алпер да не ме види Дојди. ваква. Дојде, ајде во ред. Оф, многу ми е лошо. Добра си. Мислам дека си голем песимист. Човек може сам да ја креира својата судбина. Јас верувам во тоа. А во меѓувреме, ти доликува палтото. Значи не дека има нешто, само сакав да ти кажам. Според мене некој треба да каже и убави работи. Мајка ми го викнала во ред. Јас не знаев ништо. Добра ноќ, Хазиран. Добра ноќ. ти што правиш? Ева стигнавме, тука сме. Ајде дома сме, те гледаш. Еден до друг, рака за рака. Ако кажам дека толги години го чекав ова, ќе биде лага. Ама да ти кажам нешто, на вистина е така, нели? Јас и ти се сретнавме после долги години во кафулето на таа девојка таму, така. Уште тогаш размислував за ова, знаеш ли? На вистина. На вистина. Свадбата заврши, сега дојдовме пред нашата куќа. Вака еден до друг. Рака за рака. Добро, ајде да влеземе. Да влеземе. Море и обичајот. Не се глупирај, не. Половината. Ете. Гледаш, ти реков, ама ти реков. Ти реков, нели ти реков? Нели ти реков, а? Ама вредеше да се проба. Латиф, може секогаш вака да се смееме? Може. Заедно со керките. Заедно со нашите керки. Чекај. Кој е во ова време сега? Утре во колку ќе се најдеме?
За една добра работа. За една добра работа. 14. Од ова има ли подобра работа? Останавме овде пред врата. Прво сам да се обидам. Чекај, полека. Полека, полека. Ајде, Чекај полека. сега. Чекај да пробам сам. Ау. После ќе ти кажам, ајде, добро е, доста е, дојди. Да, добро ми е. Подобро ми е. Добро, душо моја. Ајде. Помини вамо. До утре се ќе ти помине. Стави ја главата овде, ајде. Стави. Стави ја главата. Не. Добро. Знаеш ли зошто пиев толку? Толку пиев за да не се возбудам. Кога го гледам Алпер, јас целата се тресам. Станувам дете, чудно ми е. Денес ми кажа една песна. Не се сеќавам на целата песна, ама го памтам крајот. Знаеш дека токму овде ме допре право во срцето. Долго време не сум се чувствувала вака, знаеш ли? Но јас не знаев, не ни помислив дека ќе биде толку сериозно. Почнав од забава, но потоа многу се продлабочи. Многу сум заљубена, Мелиса. Ајде, спи. Денес многу си измори. Утре ако те боли глава, испи некој лек, во ред? Ти благодарам. На вистина, од срце го кажувам ова. Ти си многу добра другарка. Види, кажи му на Алпер дека ми е добро, во ред? Ништо да не знаете, молам. Не грижи се. Ако случајно прашува, кажи како бомба е. Да не мисли дека јас сум ваков човек. Не грижи се, во ред? Во ред. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добре? Добра. И тебе те влечев со мене, те измачив. Не предпоставував дека ќе биде вака. Алпер, Бириджик многу те сакала. Многу и се допаднала песната. Прв пат вака се чувствувала, целата се тресала кога те гледала тебе. Мене ми го кажа ова, ама не е шпионажа. Ова ти го кажувам само за да внимаваш, во ред? Ништо не и кажувај. Немој да ја растажиш. Не е во ред, да, значи секако ти благодарам. Ти благодари ме. Јас не знам што зборувам. Не знам што да ти кажам. Тогаш добра ноќ. Јас ќе си одам, ако сакаш заедно ќе одиме. Нема да останеш со твојата сакана? Па не. Та и онака спие. Да не ја расонам. А и тебе да не те оставам сама. Добро. Пред вратата ќе те чекам. Добро. Не ме гледај така, Зорба. Го фрлив. Што да правам? Да го ставам на врат ли тоа ланче? Да? Ти изгледа полуде, Зорба. Како прво, моја грешка беше што го купив тоа ланче. Немој да ми правиш емоционален притисок, во ред?
секаде те барам, ма каде си? А колку поени вреди што ме бараш само ти? Што правиш тука сама? Освен тебе, никому не му е гаеле за мене. Ајде да одиме, многу ми се спие. И срам да ти е. Колку пати ти се јавив, зошто не ми се јави, него слушна телефонот, а? На вибрација ли е? Зошто ти ме сакаш? Или дали навистина ме сакаш? Може би се дружиш со мене затоа што сум ќерка на градоначалникот. А и на вистина трескаш глупости, дел каква врска има тоа? Многу чудно зборуваш. Ајде, многу е доцна, ајде. Ајде. 20 години го чекав него. 20 години. Чекав. Него го чекав. Кој би чекал 20 години? Ама јас чекав, ама... Изгледа се изморив. Се откажувам од се. Од сите овие игри. Од доброто. Од лошото. Од глумење. Се откажувам веќе од себе. Ете, не оди. Не успеа во ред. Тој и онака е заљубен во Хазиран. Сите го знаат тоа. Нема веќе смисла да се лажам. Како е, сестро? Утре се селам дома. А потоа вие како сакате. Со среќа, Хазиран. Ти посакувам среќни денови на тебе, на вас, на сите. Барем се обидов појраз. Иако ти не ме виде, јас се обидов.
Појраз? Појраз, отвори ја вратата. Појраз, знам дека си внатре, отвори ја вратата. Појраз! Што се случува толку рано? Дали имаш нешто да ми кажеш? Не. Не. Тогаш што е ова? Подарокот што го купив за тебе. Добро, а зошто беше во ѓубрето? Бидејќи се премислив. Се премисли. Онака се премисли, така? Токму така. Ти колку брзо се откажуваш од некои работи, а? Не се откажувам толку брзо. Многу беше тешко за мене, ама ти секој поминат ден ми олеснуваш целата работа. Појраз, мене душава ме боли. Во ред, душава ме боли, а ти тоа го дозволуваш. Ти ме повредуваш намерно гледајки ме во очи. Зошто го правиш тоа? Зошто секогаш се однесуваме како да е невозможна љубов? Зошто нашата гордост секогаш има предност? Зошто не сме среќни? Добро, чекај, смири се. Зошто не ме гушкаш? Зошто не ме прегрнуваш? Зошто не ме бакнуваш? Зошто не велиш во рете помина, се остана во минатото? Зошто не си кажеме дека се сакаме? Јас тебе те сакам. Во ред, те сакам. Заљубена сум во тебе. Толку. Ова е единствената вистина. Не знам како се случи, но ете се случи. Јас без престан мислам на тебе, лудувам по тебе, ама понекогаш ми одиш на нерви, сакам да се карам со тебе, потоа сакам главата да ја потпрам на твоето рамо и до бескрај да останам така. Јас тебе те сакам. Во ред? Толку. Те сакам. Појраз, отвори ја вратата, знам дека си внатре. Дури овој пат сум сигурна. Отвори ја вратата, отвори. Хазиран? Дали имаш да ми кажеш нешто? Хазиран, дали си свесна колку е часот? Да не ме сонуваше? Да. Значи не. Ете не. Не, јас нема такво нешто, не те сонував тебе. Ти прво одлучи се, а јас ќе пијам кафе. Здраво, добро утро, дада Хазиран. Добро утро. Мерт, дај ми го тоа. За кратко ќе дојдам во хотелот. Ти оди сам. Добро. И јас за кратко ќе одам во хотелот, тоа е и мој хотел, така? Разбрав. А ти што ми кажуваше? Зарем знам што ти кажував. Велам базната. Ти се допадна? Ми се допаѓа, што ми ја земав дома, нели? Да не ми се допаѓа, немаше да ја земам. Добро, ете, јас те прашувам дали ти се допаѓа. А ти? Ти многу ме збунуваш. И тоа не туку така? Ти ненормално ме збунуваш, така да знаеш, Појраз.
Души и душички, ви благодариме многу за вашиот интерес за нашата свадба. Можете да ги видите сите фотографии од долниот линк. Ве бакнуваме Зејнеп и Латиф Саглам. Добро утро. Среќен пат до крајот на светот. Има ли нешто од Черчил во куќава? Погледни се. Што ми фали? Немам ниту една фотографија. Стигнаа фотографиите? Да ги видам. Ти ниф ли ги копираше на телефон пред малку? Виде, нели? Како танцуваа синоќа. Не седнаа ни една минута. Требаше да бидат посериозни, нели? Што е тоа како едвај да чекале? Едвај чекале? А каква љубомора е тоа? И озборувањето после свадба има свој ред, Селма душо. Зошто да ги љубоморам, бе? Тие нека ме љубоморат. Пардон, но што имаш ти да ти љубоморат? Ти да не си агент на Зејнеп, Ѓоркем? Јас не сум агент, Селма душо. Јас сум само упорен воин. Може ли некој да ми стори мраз врз главава? Имаме мраз. Еве, земи, Ѓоркем. Господ да те... постои метафора на овој свет. Ми се лизга по целиот грб. Веднаш се пресели кај него, веднаш. Слушај, овие и дете ќе направа, така да знаеш. Аманде. Знам, значи можно е. Зошто да не? Мислам физички. Ѓоркем, а ти мене многу ме нервираш. Мислам физички. Јасно ми е. Ја ќе го решам твојот проблем. Проблем? Што е мојот проблем? Ке те омажам. Ќе најдеме кандидат за маш во ред и ќе те испратам одовде како невеста со белвез ако најдеме некој. Мислиш јас сакам? Ме праша мене? Зарем ти не сакаш? Прашав, зарем ти не сакаш? Значи можно е. Се опушти, те рече можно е. Не се јавува. Срамота. Па виде во каква состојба беше сношти. Нека не доаѓа денес. Ама јас не можам да не дојдам. Јас морам секој ден да бидам овде. Јас имам одговорности, не можам да одморам ниту еден ден. Дали сум јасна? Јасна си секако. Добро. Јас ке ти помогнам. Што треба да се направи? Ништо нема. Јас морам да одам, денес ке одам во гимназијата. Нашата гимназија? Дојди ти. Синко, ти зошто ме викаш на секаде со тебе, зарно да? Нели си ми најблиска другарка? Разбрав, најблиска другарка. Нека ти е со лесно, ајде. Нели Бириџик спие, јас морам да седам овде. Добро. Јас да ти кажам, ако можеш дојди. Ке ми биде мило. А што ќе правиш во гимназијата? Тоа е изненадување. Ке видиш кога ќе дојдеш. Види, те чекам околу 5. Добро е, добро. Станавме познати. Скоро цел викенд сме полни. Браво за нас. Да, Хазиран, тој Бату бил многу сладок човек, зарам не мислиш така? Не знам, не ме интересира. Во ред, одам до плажата. Добро. Мене многу ми е криво вака пред ваква убавина, многу ми е криво затоа што не можам наутро да се разбудам како тебе. На сите очите им се потечени, мамурни се, поспани се, ама ти не. Благодарам. Што има ново, како си? Добро, не е лошо. Прекрасна си според мене, а во меѓувреме креветот беше за 10 и појадокот беше многу убав. Персоналот ви е одличен и од сега Нехир ми е најдобрата другарка. Нехир,
Супер, човече. Верувај ми, овде расположението ми се врати. Знаеш дека не се трпи метежот и жештината во Истанбул воопшто. Одлично направив што избегав овде. Благодарение на мајка ми. Навистина благодарение на мајка ти, да зависеше од тебе кој знае кога ќе се видевме. Ама ете живот, понекогаш има вакви празнини во него, потоа наеднаш продолжуваш од таму каде што си застанал. Тогаш, например денес на зајди сонце приквечер да седнеме да разговараме во ред. Појраз, како си? Тогаш утре заедно да појадуваме, можеби, а? Или на пладне. Може на пладне да ручаме, може пладне, приквечер, навечер, после 2 Во ред дена на чај. потивко малку. Денес тогаш денес. Се договоривме. Одлично. Според мене денес. Хазиран. Да ти кажам нешто сакам. Колку што гледам има нешто помеѓу тебе и Појраз, така? Ако тоа те вознемирува или што знам, ако ти е срамота за мене, не е проблем воопшто. Да, во ред, ние имаме минато со тебе, ама двајцата сме го надминале тоа. Мислам, двајцата продолживме да живееме, нели? Не сакам проблеми да има. Не, ние сме само партнери. Јас немам време да одам по ручеци, во ред ке пиеме кафе и толку. Во ред, доволно е тоа за мене. Појраз, што правиш? Бато Салих го средува дворот, а јас го гледам. Слушај, не ме после да кажеш дека не знаеш, овде се ќе се смени. А ти зошто не ме гледаш во лице, а? Те гледам, зошто да не те гледам? Нема да разговараме? Хазиран, 2 дена го кажуваш истото, не ми е јасно што ќе разговараме. Не ми даваш прилика. Значи во врска со Бату. Не ме интересира таа тема, ти кажев. Ништо ли не те интересира за мојот живот? Тој бил твојата голема љубов. Што да ме интересира? Голема љубов? Каква голема љубов? Од каде сега тоа? Кој ти го кажа тоа? Во ред, како и да е, остави. Нема такво нешто во ред, нема голема љубов. Тој ми е само стар другар, толку. Другар. Да, не сакам да кажам стар љубовник, бидејќи немаше такво нешто. Ако дозволиш, сакам да ја завршам работата. Што е тоа? Ако има врска со хотелот, зошто јас не знам? Бидејќи нема врска со хотелот. Овие се последните 2 шишиња маслиново масло од мојата фабрика, ги продавам утре сите. Добро е сега? Не е добро. Ти, како да не си се гледал со ниту една досега. Како да се гледам? Не ми е јасно како да се гледам. Ете да се гледаш. Со никоја ли не се гледаше од овде, од овој остров? Не сакам да зборувам за ништо друго освен за работа, во ред?